Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. По подолг период на летаргија, ВМРО Народна повторно влезе во фокусот на политичкиот интерес, веројатно свесно со последните изјави и последните потези како отцепувањето од Сојузот за еднината, реафирмирање на некои радикални позиции, како и напад врз довчерашните коалициони партнери. Нема да учествува на претседателските избори, но затоа се надева на голем камбек на предвремените парламентарни. Вечера во Версус, Лјупчо Ѓорѓевски, лидер на ВМРО Народна. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Поздрав до сите ваши гледачи. Господине Ѓорѓевски, да се надовразам веднаш на најавата, Тито Петковски изјави дека оние што ја направиле војната во 2001 година ги договориле предвремените парламентарни избори. Јас овде не ве пронајдов, но вие се изиритиравте од оваа изјава, жестоко нападнавте со намера или можеби навистина бевте испровоцирани? Не, бевме испровоцирани затоа што на поплашањето дали е ова договорено меѓу ДУИ и ДПМН, јас немам своје мислење. Понекогаш мислам дека ова е договорен театар што го направи во последните 2 месеци, во смисла ќе нема парламентарни избори, претседател, консензуален и сето тоа. Значи, еве јас денеска да ме прашате што е позади тоа, значи 50 на 50 сум, дали е тоа вистинска кавга или е договорена кавга. Меѓутоа, ова е нешто посебно. Навистина ли сте 50-50? Во тој поглед, во тоа прашање, да. Да. Не сум сигурен што е работата, дали имаме навистина кавга или е договорена представа меѓу ДУИ и ДПМН. А што се однесува, не знам зашто нели понекогаш треба да се отвараат стари рани, и тука навистина бевме погодени затоа што вие знаете таа приказна дека Ѓорѓиевски договор војната беше долго присутна таму 2001 година и мислам дека со тек на времето луѓето сватија дека нема ништо од тоа. И токму заради тоа сакавме да го потсетиме Тито Петковски дека ги измешал и луѓето и времето и настаните, затоа што во тоа време кога беше војната не беше коалиција меѓу ДПМН и ДУИ, имаше коалиција меѓу ВМРО ДПМН и ДПА. А ако за жал некој можеби соработува, тоа беа тогашните терористи на УЧК и за жал тогашното СДСМ, а и го потсетивме Тито Петковски дека кога падна владата на ДПМН, ВМРО ДПМН, моето ВМРО ДПМН, не ова сега, и на ДУИ, СДСМ направи коалиција со ДУИ и тие ги промовира од терористичка организација во политичка партија. И ако има некои неразјаснати моменти, требало тогаш да ги разјаснат кога седеле заедно. Ова е реваншизам на отцепувањето од Сојузот за еднината? Не, навистина ова е можеби малку несакано нарушување на нашата раздрба со Социјалдемократскиот сојуз, затоа што јас навистина стојам на она што го кажавме во соопштението, дека ние имавме една многу коректна коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, ова сега што се случуваше на последните локални избори, онаа што технички го договоривме навистина беше се до крај испочитувано и навистина ние не успеавме со СДСМ да се скараме за ништо. Како што обично коалициите се караат, па после излегуваат и изјавата сигурно сте дека експлицитно не реферира експлицитно на вас. Па добро, ама ние се препознавме во тоа, односно вака, јас се препознав во тоа затоа што јас бев тогаш претседател на ВМРО ДПМН и бев премиер на владата. Така што е на таква и знам према кој одеа тогашните напади. Инаку еден од главните креатори тогаш во СДСМ дека во Македонија има договорена војна беше Ѓорги Иванов, денешниот кандидат на ВМРО ДПМН, тогаш член на аналитичкиот центар на Социјалдемократскиот сојуз за пропаганда. Така што од извори на СДСМ добро знам дека Ѓорги Иванов бил еден од тие кои ја ширеше таа идеја тогаш дека тогаш не беше тезата ДУИ и ВМРО ДПМН ја направиле коалиција, туку ДПА и ДПМН и ВМРО ДПМН ја направиле војната. Добро, околу причините почнавте за отцепувањето од Сојузот. Значи, можем да кажем дека ние и кога ја направивме коалицијата, кажавме дека таа коалиција е со краток здив, дека ја правиме коалицијата за кратко и сега констатиравме дека времето истече за таа коалиција. Не значи дека во некој друг момент повторно не можеме да се најдеме. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е дека сепак ние констатиравме дека се обраќаме на две различни политички идеолошки тела. И не само тоа, кај нас во ВМРО Народна партија имаше една мотивација за некои ставови, за некои работи да излеземе похрабро, да ги соочиме македонските граѓани со некои провокации, да размислуваат на тие теми и конечно да се одлепиме од оваа ситуација во која се наоѓаме, да речеме, со нашиот застој према НАТО, према Европската унија,
За антиквизацијата ние имаме многу ригорозен став дека тоа е нешто што многу штетно и се случува на духовен план и многу такви елементи каде што да речеме ако сме во коалиција не можеме да ги зборуваме. За каквите не се согласите отворено да пропагирате идејата за промена на името? Меѓу другото. Знаете што, она што ние сакаме да им го кажеме на македонските граѓани, многу храбро, многу отворено е следново. 24 години го имаме проблемот со Грција. Има генерации кои можеби не има, туку сигурно има, значи кои се родиле со името Бајарама и до ден денеска живеат со името Бајарама. 24 години ние очигледно не успеваме да го решиме проблемот на начин како што сакаме да го решиме. Ние велиме дека не гледаме ништо дека во наредните 4 или 10 или уште 24 години ќе ја промени позицијата. Добро, не очекувате дека СДСМ ќе се пука во колено со таков став доколку го дели со вас. Ама не затоа ние се разделивме. Ние затоа што ние сметаме дека актуелната власт 6 избори наназад во Република Македонија добива со тоа што тие го бранат името, а колку повеќе го бранат името и идентитетот, македонскиот идентитет се тоне, губи и на секој начин пропаѓа. Значи, и очигледно, благодарејќи на медиумската контрола што имат нови државните мејнстрим медиуми, направија на таква пресија и СДСМ мора да се има резервирано мислење. Да, дека ВМРО или СДСМ ќе добијат избори доколку... Како? Зар мислите дека СДСМ и ВМРО отворено ќе добијат избори доколку отворено соопштат дека ќе го менуваат? Значи, јас од нив не барам ништо да се изнесат во овој момент, иако ние понудивме на декларација да ја подпишеме, каде што сите политички партии ќе ги информираат граѓаните на Република Македонија дека после овие воредни парламентарни избори било која партија да победи, било која влада се формира, има мандат да го затвори проблемот со Грција. Значи, ние сакаме да им соопштиме на македонските граѓани дека македонската состојба е во која била сфера да ја погледнеме е просто очења. Дали станува збор за економија? Таа национална платформа, национален консензус околу името. Да се договорите априори дека владата мора да го затвори тоа прашање. Да. Значи не сакаме после да навлегуваме во детали како. Меѓутоа, треба македонските граѓани. Таков предлог конкретно на маса. Да, имаше ние сакаме да им кажеме едни преговори имаат многу тактички прашања и многу стратешки прашања. Ние не можеме сите работи да ги ставиме сега затоа што доправа не очекуваат преговори. Меѓутоа ние треба да знаеме дека после 24 години, што не очекува после овие избори? Дали уште 4 години ќе чекаме, буквално сите да не прегазат како брз воз, затоа што сите околу нас очигледно одат на патот на евроатлантската интеграција. Србија, Хрватска, Албанија, Косово ќе не стигне за 4 години, Албанија ќе не помине. Дали уште 4 години ќе бидеме на мртва позиција или конечно имаме мандат да го добиеме да влезат новата во преговори. Вам ви е лесно да застапувате ваков став затоа што не претендирате на освојување на власта? Не ми е лесно затоа што знаете што? Јас сепак одам нови избори за да добијам гласови, да добијам пратенички места. Не претендираме и не сакаме никого да лажеме дека ќе победиме и сами ќе формираме влада. Ние велиме целта на ВМРО, Народна партија, е да имаме 10 пратеника. И им гарантираме дека со 10 пратеника Македонија ќе ја смениме и на демократски план, и на економски план, а сметам дека и на меѓународен план ќе ја смениме позицијата на Македонија. Затоа сметаме дека македонските граѓани, сите, едноставно мора да се соочат со таа реалност. Ние мораме, конечно, на Македонија, очајнички е потребен влез во НАТО и во Европската унија. Како со 10 пратеника ќе го правите тоа? Ќе ги кочите законите што се носат? Не ќе ги кочиме, ќе ги забрзуваме. Еве ќе ви кажем јас една работа. Ние да речеме ако имаме можност да треба од нас да зависи формирањето на една влада, со 10 пратеника дефинитивно ќе зависи. Првата работа што ќе бараме во Република Македонија е сите казни во Република Македонија на првата седница да се намалат за 75%. Затоа што сметаме дека во Македонија има ненормално драстични казни. Со 10 пратеника, не верувам дека пратениците на Оној кој сака да прави влада, ќе мора да ги прифати тие услови. А ние навистина сметаме дека тоа е услов за демократијата во Република Македонија. Пазете, луѓето во Република Македонија се уплашени од казни. Независно дали се работи кривични, независно дали се работи за економски, бизнис или лични казни што викаме, дали ќе плукне или ќе фрли пикавец. Да, добро, ќе оставиме време за тоа во програмата за парламентарните избори, затоа што не учествувате на претседателските, да не побегнеме од темата. Велите немате амбиција да освојувате власт, но сакате да ја враќате повторно идеологијата како што тоа беше во 90-тите. Како со вакви, вие порано важевте за политичка партија која застапува тврди националистички позиции,
Сега драстично стапувате од нив. Едно од нив е прашањето Па јас сметам дека тоа е најпатриотската политика што денеска може да се направи во Македонија. Знаете, ние одевме на патриотска политика кога требаше да се прави држава. Значи 90-та година кога требаше да се прави држава, ние настапивме со една многу јасна патриотска програма. Не беше тогаш прашањето на власт. Јас ќе ја потсетам дека ние 90-та година кога освоивме 38 пратеника, бевме најголема мнозинска партија. Значи, ние го дадовме и председателското место, и премиерското место, не знам секакви комбинации направивме. Ние имавме единствен интерес. Сакаме самостојна и независна Македонија. Тоа беше првиот концепт. Вториот концепт, кога можеби повторно прозвучевме, што икате националистички, кога имавме можност или таа несреќа да бидеме во влада кога изби војната кога Македонија беше нападната. Меѓутоа денеска ние сакаме да им споделиме, сакаме да им отвориме на македонските граѓани една нова визија, да се соочат со реалноста во која живееме од сите страни. Сакаме да ги соочиме дека најпатриотскиот чин денеска за Република Македонија е борбата за физичката екзистенција на овој народ. Ние сметаме дека македонскиот народ се топи демографски и тоа со една невратна брзина. Ако не успееме брзо да влеземе во НАТО и во Европската унија, ние на наредниот попис 2021 година ќе се соочиме со два факта. Прво, дека македонците се помалку од 50% во сопствената држава и дека христијаните се помалку од муслиманите во Република Македонија. Ако тоа на некој не му значи знак за аларм, ако го погледнете селењето во цела Македонија и посебно во Источна Македонија, ако го погледнете бројот на ученици, ако го погледнете бројот на раѓањата во цела Македонија, а посебно во Источна Македонија, вие ќе ја видите таа реалност. Затоа ние на македонските граѓани им велиме: дајте да престанеме да живееме во приказните и соновите што било пред 3000 години, дајте да ја видиме реалноста. А реалноста ни е многу лоша. На економски план 2015 година треба да вратиме 680 милиони евра долгови кон странство. Многу лошо ќе поминеме таа година. На мултиетнички план Македонија живее на стаклени нозе. 5 пати во последните 5 години бевме доведени на работ на кризата. Нема кој друг да изгуби освен Македонија ако таа криза се запали. И конечно, она што јас го велам, демографијата нешто што едноставно ја топи на дневна база македонската нација. Добро, околу национализмот едно е прашањето за евроинтеграциите, а второ меѓуетничките односи. Предлогот за размена на населени кој го дадовте тогаш во после 2001 година, во воениот конфликт беше националистички или државнички? Тој беше македонски и државнички, па може да го кажеме и националистички. Знаете, многу луѓе албанците го одмолчија тој предлог, македонците во еден голем дел како партии, можеби како јавност се спротивставија на тој предлог и на тој проект кој морам да кажам дека го размислуваа многу луѓе, не бев само јас во таа замисла. Меѓутоа денеска после колку е тоа 12 години од тој предлог можем да ја кажам дека таа приказна е дефинитивно завршена, значи ние тешко можеме да зборуваме за таква размена на територии со албанци, од едноставна причина што демографијата е изменета и сега тие ги диктираат условите во Македонија. Јас ќе им кажам само на македонските граѓани неколку податоци зошто таква промена, односно зошто таква размена на територии не може да се направи, од едноставна причина затоа што албанците веќе освоија многу повеќе територии. Значи, од тогаш падна Кичево, падна Струга. Да речеме еден карактеристични примери, не знам граѓаните на Македонија дали се соочуваат со фактот дека, например, ситуацијата во Велес со албанците е, да речеме, како 10 години Струга како што беше. Прашање, јас мислам дека наредните 10 години Велес исто така ќе го третираме како албански град. Например, во соседната општина до Велес Чашка, која е најголема по територија после Маријово, во 2012 година се родени 37 деца и 137 албански деца. Или да речеме фактот дека во Кумановската болница, во која се раѓаат деца од македонски деца од Куманово, Старо Негоричани, Крива Паланка и Кратово, значи, а од другата страна албански деца само од Липково и од Куманово, 50-50 се раѓаат деца. Значи, од 3 македонски општини, колку од Липково и дел од Куманово се раѓаат деца. Да речеме, едно Студеничани,
кои многу луѓе во Македонија не знаат дека постои таква општина до Скопје, има прираз како цел Карпош. Општина Сара има прираз како цел аеродром. Да речеме во општина Петровец кој ние доживуваме како македонска општина, едва 30% од македонските деца се од децата кои се раѓаат се македонци. Така што работата на демографски план е очајна. Значи, ако сака човек рационално да ја согледа демографската слика денеска на Република Македонија, например, не знам дали знаете дека во соседната ваша општина Карбинци, од родените деца 50-50 се македонци и турски деца. Во општина Радовиш исто така во родените деца горе-доле се веќе македонски и турски деца 50-50. Ние имаме една неверојатна очајничка слика и јас не знам зошто и на кој му треба да подгрева приказни за големи исламни истории. Што ќе донесат тие етнички диспаритети во демографската структура? Тие етнички... На што сугерирате? Значи, сугерирам брз влез во НАТО како стабилност и безбедност за Република Македонија и брз влез во Европската Унија како економски проекти и многу економски средства кои ќе ни дојдат од надвор за да можеме да ја дадеме надеж на македонските граѓани, да не се селат, да се женат, да остануваат овде, затоа што за жал во овој момент ние имаме таква една ситуација каде што имаш чувство дека цела Македонија тргнала да се сели, независно дали од западна или од источна или од Скопје. Значи, луѓето немаат надеж. Значи, многу е интересно. Луѓето гласаат, јас не можам да го сватам тоа. Луѓето гласаат за ВМРО ДПМН, се селат од Македонија и доаѓаат со автобуси назад да гласаат пак за ВМРО ДПМН. Па чекајте, зошто си сисели од Македонија кој ти убаво со оваа власт? Значи, ако не иде работата, дајте нешто да смениме. Дајте да видиме како значи, според европската статистика, Македонија има дели последните 3 места во Европа, според здравство, според лошо здравство, според висина на плати, според економски стандард на живење, според сиромаштија и според број на вработени. И нашата влада упорно добива највеќе гласови. Значи, ако живееме на последните 3 места, по сите тие параметри, чекате, дајте нешто да смениме. Добро, во друга насока беше прашањето дали Македонија ќе го задржи унитарниот карактер. Македонија не може да го задржи унитарниот карактер со ваква демографска структура. Што ќе се случи? Ние де факто сега сме федерација, ние не смееме, значи, пазите, сите работи кои функционираат денеска во Република Македонија функционираат за база на ние не сме запишани во уставот како федерација, ама де факто нашето функционирање веќе функционираме како федерација. Еве да речеме, погледнете го употребата на знамето. Тука да речеме, можеби во Кочани тоа не може да се видиме и тоа во Скопје ние го гледаме веќе, а да не зборуваме за цела Западна Македонија. Ние кога ќе погледнете да речеме Македонија во поглед на земјата, вие имате федерализирана, да, на тоа ли мислите кога велите дека веќе касно за вашиот предлог? Па не, затоа, значи прво сметам дека албанците веќе немаат интерес за таква размена на територија. Тие веќе одат практично на освојување на целата Македонија. Например, не знам колку ги следите да речеме сите овие настани што денеска имаше некоја тепачка во Скопје, мислам дека исто така на мултиетничка основа. Значи, она што го слушаме во Струга, во Тетово, да речеме пред 6 години кај што имаме мултиетнички тепачки, вие денеска во моментот се случува борба за Скопје. Значи, сите овие мултиетнички тепачки што се случуваат во Скопје се тоа. Тие се протерување, да речеме, на македонците од одредено мало, од одредена улица. Имаше некој неодамна еден прилог селото Брњаци до Аречиново, како да речеме луѓето ги малтретираат се со цел да се иселат. Значи, во моментот се води борба за Скопје на тој мултиетнички план. Да, значи, и зошто јас зборувам? Македонците загубија со несваќањето сериозно на тој предлог тогаш. Во ваква констелација, ваква констелација, може ли македонската партија на власт да одолее на барањата на албанскиот партнер? Знаете, јас тука доаѓам и до една друга идеја. Значи, ние како македонци веќе мораме да го напуштиме да градиме Македонија, да ја градиме на начин како што ние ја замислуваме. Ние мораме да ја понудиме на Македонија еден концепт на државотворност каде што да градиме наместо етнички патриотизам, да градиме државен патриотизам. Не можете да градите кога премиерот отворено повикува на тука е проблемот, да, точно. 62 пратеници. И ние го осудивме тој предлог затоа што сметаме поради наводна уцена од коалициониот партнер. Значи вака сега. Јас не знам зошто го прави тоа, дали за да собере 5% запалени патриоти кои ќе речат сега е времето
да ги сврлиме албанците од владата. Јас не знам што ни е на нас. Дали имаме нови генерации кои не памтат ништо во овие 20 години или некои постари генерации сакаат да заборават. Значи, вие да повикате дека можете да правите без ДУИ или без ДПА нова влада во Република Македонија, тоа е буквално да повикате утре да ја распаднете Македонија. Па, не знам сега за кои параметри зборуваме. Значи, тоа е како кажам, како X во некоја равенка, не, значи нема тука, тоа е веќе помината работа. Мора да има албанска партија и најверојатно повторно како што стојат работите ќе биде ДУИ дел од коалицијата. Не знам зошто има потреба врз база на патриотизам, некои кои сме го поминале, надминале, сме имале војна, сме имале една криза, друга, 5 кризи сме поминале во сите овие години и вие повторно да ја враќате истата таа реторика. Едноставно не може така. Затоа ние велиме, дајте тие приказни што сме ги гледале во минатото да ги заборавиме. Дајте да видиме кај е тоа што може да се споиме. Можеме да се споиме за НАТО и за евроатланската интеграција. И има една работа, јас сум сигурен дека ако после ние овие избори, дека не тргнеме на патот на евроатланската интеграција, каде што и албанци, и македонци, и власи, и турци, сите, да речеме, ќе почувствуваме еден нов дух на Македонија, јас сум сигурен дека ние во наредните 3-4 години ќе гледаме повторно многу мултиетнички кризи во нашата држава. Добро, излеговте со предлог дека председател треба да се бира во собрание. Зошто? Па тој е еден... Не е нов предлогот. Јас за тоа сум пишувал и 2003, не знам, тогаш не беа причина албанци, тогаш беа причина односите председател, премиер, затоа што испаѓа дека постојано имаме никои проблеми. Дали со Киро Глигоров, дали со Борис Трајковски, дали со Борис Црвенковски. Значи, секогаш имала една дискрепанца од тоа што председателот се бира на слободни избори, а во принцип во уставот нема овластувања такви како што му, да речеме, дава народот. И ако е така, велиме, дајте да го смениме законот, председателот да го бираме како 80% од европските држави во парламентот. А сега додаваме нешто друго и подпредседател да има албанец и на тој начин оваа мултиетничка тензија мислам дека на најелегантен начин ќе се испегла. Затоа што едноставно морате да го направите тоа. Повторно ви велам, демографијата ви го налага тоа. Не можете да избегате од демографијата. И сметаме дека ќе имаме помалку нервози, помалку трошење пари на избори и ќе имаме, како да кажем, поелегантен премин кој ќе дојде време да се бира председател. А вака испаѓа, ние најголемите конфронтации, ако памтите, од првите избори на Киро Глигоров до денеска сме ги имале за председател, отколку за парламентарни избори. Да, но потешко се бира председател по мерка на тој начин. А уставните властувања не се тие. Добро, не се мали уставните ингеренции на председателот, сепак Македонија полупредседателски систем, меѓутоа не е полупредседателски систем. Според уставот како е запишено, ние сме баш она парламентарна демократија каде што председателот треба да има, како да кажам, ограничени многу овластувања. Се ограничени, но има одредени надлежности за тие се повеќе суспендирање на некои одлуки, на законодавната власт, како и да. Каде потврли актуелниот председател и кандидат за нов мандат на ВМРО ДПМН? Затоа што не му давате поддршка, ако може така се. Господин Ѓорги Иванов потврли во тоа што сметаме дека ние најбледиот председател што Македонија го имала во овие 20 години. Јас не памтам поблед и поанемичен председател Македонија што го имала. Вака, сите ние ако се запрашаме кратко пошто ќе го паметиме овие 5 години на Ѓорги Иванов, јас мислам дека на 90% нас престиката ќе излезе она славна реченица разумен компромис е разумен компромис и уште 2-3 такви гафа од сличен карактер. Сите да мислиме што е тоа, пошто ќе го памтиме времето на Ѓорги Иванов. Која визија ја даде на Македонија, кој говор, некој вака одража или некој говор кој ќе го запаметиме, даде ли некоја, како да кажем, перспектива на Македонија. Ништо од сето тоа. Сега, ако имате вака еден човек, зошто да го поддржувате? Очигледно, дури од друга страна, тој го има епитетот на најпослушен председател. Можеби тоа е квалификативот зашто го бира ДПМН повторно. Тој е најсервилниот председател на една влада. Добро, кога веќе излеговте од Сојузот за еднината, што би требало да значи дека не го поддржувате ниту нивниот кандидат, зошто вие не понудите алтернатива? Јас можам да ви кажам така. За нас премногу доцна сето многу работи се случија. Не можевме да изфрлиме председателски кандидат, меѓутоа велам,
Ние си агитираме за ВМРО Народна партија на парламентарните избори, а за председателски избори, ако некој мене ме праша, јас ќе речам, јас лично ќе гласам за господин Пендаровски, затоа што сметам дека сепак многу повеќе нуди, меѓутоа не правиме спотове за него, не агитираме, како да кажем, не гарантираме, меѓутоа како лично мислење, јас поделувам дека ќе гласам за него. Однапред тврдите дека предвремените парламентарни избори на кои ќе учествувате ќе бидат нефер. Зошто? Не, јас велам вака. Од аспект на изборниот закон. Значи, Македонија никогаш не имала подобар избор закон, нели тие се сменија пред 2-3 месеца под притисок на меѓународната заедница. Значи, секој граѓанин на Република Македонија може да биде сигурен овој пат дека кога ќе иде да гласа, дека неговиот глас не може да биде фалсификуван, затоа што навистина се направија некои квалитативни промени. Значи, од тој аспект мислам дека ќе имаме најфер избори. Сега, нефер ќе биде од одој друг дел. Значи, представување на медиуми. Значи, вие гледате, контролата на медиумите е комплетно нивна, нема дуели, нема дебати, а имате само пропаганда која, да речеме, ќе зборови, ќе ни кажува колку се тие паметни, а колку другите се лоши, нели? Меѓутоа, немаат храброст, да речеме, да седнат, па да видат граѓаните во дуел кој е попаметен и кој е повизионер. Нема да бидат фер од аспект на притисоци, закани, уцени, и затоа ние велиме, ако успеат граѓаните да се преборат, да издржат притисок, закана, уцена, 3000 денари, вреќа брашно и отидат сами да гласаат на изборите, тогаш верувајте дека никој вашиот глас не може да го манипулира. Затоа што овој пат имаме многу добра контрола на начин на кој што е, нели, новиот изборен закон поставен. Имате оптимистички прогнози или очекувања дека ќе освоите дури до 10 пратенички места на претходните избори 2011 година, исто така настапите самостојно, освоивте нешто помалку од 30.000 гласа. Ние освоивме, ВМРО Народна партија тогаш имаше еден малку хендикеп, освоивме 30.000 гласа, не освоивме ни еден пратеник, ако освоивме 5.000 гласа плюс, ќе имавме 5 пратеника, затоа што буквално во секоја изборна единица ни фалија од 1000 до 1500 гласови. Значи, сметаме дека ако граѓаните... Овој оптимизам се базира веројатно некакви анализи. Да. Ама пазите, ние проценки. во 5 изборни циклуси назад постојано сме трето место во македонскиот блок. И, значи, со сите притисоци, со сите закани, јас имам гласачко тело. Значи, имам една структура на граѓани кои сметаат дека Ѓорѓиевски нешто на нив им нуди, или ако се потсетат на времето, кога сме имале можноста, дека имало добра политика. Сега, ако на тоа ги додадеме сите оние ВМРО-вци кога направивме коалиција кои ни рекоа, абе зошто направивте коалиција со СДСМ, да бевте сами, ќе гласавме за вас, еве им сега шанса. Ние знаеме дека разочарувањето... Бевте сами 2011. Не, сега зборам за локалните избори. Да, зборам за локалните избори. Значи, сега еве им шанса, меѓутоа тогаш не бев јас председател. 2011 јас не бев Но вие председател. ја водевте кампањата. Да. Значи, и можеби тоа, тогаш па велеа да беше ти председател, ќе гласавме. После велеа да не бевте во коалиција со СДСМ ќе гласаме, еве сега ги повикувам сите разочарани ВМРО-вци, сите стари ВМРО-вци, сите оние кои виделе добро од времето на Ѓорѓиевски, еве сега сме сами, имаме чиста идеологија, имаме чиста политика, ние сме тука, нека гласаат за нас. Нормално, ги повикуваме и независни, ги повикуваме и, нели, и самостојни граѓани, непартиски врзи, сакаме и нивните гласови да ги добиеме, не само партиски, нели. Да, за тоа да се случи, веројатно ќе треба да дојде до промена на изборниот модел. Досега не сте заговарале таков предлог. Донтоновиот модел се покажа како гибелен за малите политички партии кои Тоа е за жал така, меѓутоа тоа е лошо за македонската демократија. Да се стекнат со парламентарен статус. Ако имаме Македонија една изборна единица, тогаш ќе можат многу политички опции многу послабо да действуваат. Сметаме дека дури тоа ќе биде вистинската демократија. Сега овој систем партиите ги групира во коалиции, што лично сметам дека не е во ред. Сега имате вие да речеме коалицијата на ВМРО ДПМН има се и се што од крај на десница до крај на левица. Да речеме крај на левица мислам на Дзинго, нели? Нели, тој е крај на левица, така се декларира. Нема полева партија од социјалистичката партија на Дзинго. Сега. Тоа е веќе стабилна коалиција, да. Ма добро, сега зборувам идеолошки, нели? Вас ќе ве прашам, дали не се премногу експериментира, имавте ли јасен концепт на окрупнување на опозицијата?
за локалните избори, разединување сега затоа што де факто 2011 доколку формирате широк опозиционен блок ќе освоевте и вие пратеничко место, а со тој Сојузот за едината повеќе пратеници. Знаете, морам да ја кажем дека овој концепт е повеќе наложен од како да кажем изолираноста медиумска и отколку да речеме демонстрирањето, значи точно е дека тука се лута. Еве да речеме што можеби беше последното лутање со локалните избори. Значи луѓето во Македонија веќе се навикнаа, значи да гласаат за оној кој сметаа дека ќе победи. Значи, или сега треба партиите се докажуваат, јас ќе победам, он ќе победи, и на тој начин да се охрабрат некои граѓани за оној што ќе победи да гласаат. Чекајте, ние изгубивме идеологијата. Затоа ние вериме вака. Ние слободно им кажуваме, така ќе биде целата наша кампања. Ние на македонските граѓани лично. Добро, тогаш велевте дека треба широка мобилизација за Македонија, дека треба да се остават настрана идеолошките разлики. Ама токму тоа. Меѓутоа сега прашање еднината на земјата. Значи и сега им велиме дека еднината на земјата е во прашање, само буквално со она чиста идеологија. Значи ние им кажуваме јасно на граѓаните. Ние ниту ќе ги заплашуваме луѓето, ниту ќе им лично нудиме нешто. Ние ќе им нудиме нешто што значи да се направи чекор за Македонија од која сите ќе добијат. Ако успеат луѓето да го разберат, навистина ние ќе бидеме благодарни. Меѓутоа, ние сметаме дека крајно време е да се врати идеологијата и политиката во изборите во Република Македонија. Веќе изборите во Република Македонија се сведа на тоа кој повеќе ќе даде реклами, како партиите да се, нели, Кока-кола или Смоки, кој повеќе ќе ги убеди дека ќе победи, или да речеме оној кој ќе победи конкретно купување што повеќе пари на терен. Тоа ние нема да го правиме. Ние на македонските граѓани им нудиме нешто што сметаме дека сите ќе добијат. Вие им нудите предлог Горна Република Македонија. Им нудиме демократија веднаш, им нудиме економски промени веднаш, им нудиме влез во НАТО и во Европската Унија сега. Зошто велам сега? Затоа што ставот на НАТО вели вака: ако Македонија денеска го реши проблемот со Грција, за еден месец, не за една година, се собираат амбасадорите и Македонија станува членка на НАТО. Да. Што значи тоа? Значи вака сега. Јас го повикувам. Дозволете, затоа што зборувавме за името, дали Горна Македонија е навистина прифатлив предлог за грчката страна? Вие велите дека премиерот Република Македонија Скопје, Република Горна Македонија е прифатлив за него став на за грчката страна и за меѓународната заедница. Република Горна Македонија нема ништо страшно за македонскиот идентитет. Можам да ја кажам, да зборувам за тоа со сати, ако сакате, може дополнително. Значи, станува збор за промена таму кај што до сега стои БРМ, ќе стои ова Република Горна Македонија. Не можеме 25 години да носиме БРМ и да се правиме на тоа што дека ништо не сме направиле. Можем да зборувам многу. Античките македонци, ќе ги подсетам дека во античка Македонија постоеше држава Горна Македонија и Долна Македонија. Минта III, дедото на Александар Македонски, ги обедини Горна и Долна Македонија. Историјата не памти дали едните или другите биле поголеми горни или долни македонци, или дека така се викале, сите биле македонци едните и другите. Не знам колку аргументи други да наведам. Добро, немаме време да образложиме прифатливоста на предлогот, но дали тоа автоматски значи откочување на евроинтеграцијските процеси? Значи, јас ви велам, од став на НАТО вели вака: решете го денеска проблемот, за месец дена станувате членка на НАТО. Што значи да се биде членка на НАТО? Максимална безбедност и конечно тргање на сите безбедносни прашања на Македонија од глава. Дека тоа не е наивно прашање. Во последните 15 години бевме сведоци на 20 држави што се распадна. Еве сега во моментот гледаме држави пред наши очи како се распаѓаат, многу поголеми и многу посилни држави од нас. Ако сме членка на НАТО, ако сме членка на Европската унија, нема да мислиме ако не друго за стабилност, за безбедност, за убивање, за тероризам и сето она што го гледавме еднаш и во регионот и во Македонија. Јас сметам дека за разумен човек нема поголем влез од тоа. Влезот во Европската унија значи многу проекти, многу пари, многу економски развој. Знаете, ние во оваа кампања имаме повеќе антиевропска кампања отколку што имаме објаснување што ќе добиеме со Европа. Ако Македонија заедно со Хрватска сега влезеше во Европската унија, ќе добиеше 4 милиарди евра
Хрватска доби 7 милиарди евра, Бугарија доби 15 милиарди евра, Србија еве преговара утре ќе добие 10 милиарди евра. Колку ние ориз треба да произведеме во Македонија, колку ниви треба да ископиме за да ставиме 4 милиарда на страна евра. Никогаш не можеме. Значи, што и да работиме во Македонија, тие пари што ќе ги добиеме како поклон, не можеме да ги добиеме. Ако е веќе така, јас го поставувам прашањето. Пак, што се треба да направиме во Македонија, кога сите овие држави, Албанија исто ќе влезе, Косово утре ќе не пристигне. Значи, колку ние треба да работиме внатре во Македонија, за да ги пристигнеме тие држави со таа директна европска помош. Не знам, луѓето не се свесни што е тоа што го добиваме со Европската унија. Сега ќе се позајмуваме пари од Кина. Тие пари утре или други ден ќе треба да ги враќаме. Во Бугарија, во Хрватска добиваат пари за исти автопатишта, во Грција добиваат пари, значи джабе. Едноставно Европската унија ти го прави тој проект. Дали да спомнеме за земјоделците, јас сакам навеќе да зборам за земјоделците, затоа што оваа влада се фали со субвенциите за земјоделците. Сакам да ги потсетам македонските земјоделци дека законот за субвенции сум го донел јас како премиер. Јас сум ги потпишал договорот со Светската трговска организација да можат македонските земјоделци да примаат субвенции и ние ги почнавме субвенциите во Македонија. Значи, не е тоа што они го измислиле, јас тоа сум го донел за македонските земјоделци. Меѓутоа, наместо сегашните 150 милиони евра што ги примаме од македонскиот буџет, утре македонските земјоделци кои ќе влеземе во Европската унија ќе примаат 300 милиони евра и тоа не од македонскиот буџет, туку од бриселскиот буџет, од Европа. И не само тоа, дали се свесни што значи Европската унија? Еве, нека се распрашаат кај соседите во Бугарија. Земјоделецот Сабаје ги бере пиперките, ги бере краставиците или го собира оризот, го товари камионот и оди кај сака без никој да го праша нигде. Без нијена фактура, без нијен документ. Сака на пазарот во Букурешт, сака на пазарот во Атина, сака со траектот во Рим или сака во Виена. Може ли македонскиот земјоделец, не му треба веќе трговци, накупци или не знам што, едноставно лично тој може да управува и цела Европа да биде негова. Која мерка една влада на Македонија може да му ја вети на македонскиот земјоделец од онаа што треба да го добиеме со Европската унија? Затоа велам, ние не можеме да губиме понатаму нови 4 години. 24 години изгубивме на оваа прашање. Не иде работата. Еве, што да правиме? Да ни кажете издржите уште 15 години, после ќе се реши како што сакате вие, да издржиме. Нема таква работа. Сите пораки и од НАТО и од Европската унија велат вака. Решете го проблемот, за себе е услов понатаму. За себе е услов понатаму тоа прашање. Значи, рационален човек, ако 24 години не може еден проблем да го реши на ваков начин, ќе се обиде на ваков начин, на другиот начин. Сосема на крај сме на емисијата, ќе има време во кампања и за тие прашања. Договорот за стабилизација и асоциација безмалку беше подпишан истовремено со Хрватска. Не, ќе ви потсетам, ние го потпишавме договорот за стабилизација. Хрватска беше во публиката. Таа гледаше. Никој во Западниот Балкан. Втора во регионот го потпиша договорот. За останавме на тој пат, според вас, до сега беше можен влез на Македонија во ЕУ и во НАТО. Ние можевме, значи, само да заклучам, да. Ние можевме комплетно со Хрватска пред 5 години во Букурешт кога беше саметот да си влеземе во НАТО пред 5 години веќе да бидеме членка на НАТО и сега пред 3 месеци да станеме членка на Европската унија. Ние 5 години, ајде да не кажеме 10 години, 5 години златни ги изгубивме. Не смееме уште 4 години да изгубиме. Господин Георгиевски, благодарам за гостувањето во Версус на Каналс. Ви благодарам за провокативните прашања, се надевам дека граѓаните преку овие провокативни, преку овие убави прашања успеа да разберат дел од нашата програма и нашите залагања. Благодарам уште еднаш, благодарам за гледачите, останете со Каналс. Версус со Горан Лалов.